УЧК! УЧК! Избори, 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 избори. УЧК! Црн петок, црна мачка, црни грујо, црна вдојца, црна дудинка, црна недела, црна испод ногти, црнци у тунел, црна вуна, Нана што ја преде, црно и бело од Майкл Джексон, црна хроника, црн пантер, црно семе, црна гора, црно сонце, црно тиквешко, црно чоколадо, црнила и уште многу други црни перспективи за нас македонците. УЧК! Заради вас, брача албанци, бидејќи ви бил националистички, добро, разбирам, пеки, вие не сте националисти и само своето си го чувате, а туѓо не земате. Не, никогаш не земате туѓо, браќа албанци, ја тоа да ви кажам и го знам тоа. УЧК! УЧК! Непрегледани пациенти, како што велеше еден наш познат судија, ние тука во Македонија не сме електорат, туку ејакулат. УЧК! УЧК! Оскарот за животно дело ќе го добие Александар Антич со крштено име Ali Doing Business, Doing Black Business, кој 25 години тука во нашава Македонија ни снима амерички филмови, ни продава прескупи карти кои ги купуваме без да прашаме. Аца Антич ти е нешто као Ал Пачино или Роберт Де Ниро на македонската клептократија, кинематографија. Човек кој дури јазикот не го знае, но сепак неговите реплики се памтат кај квислинзиве наши како оче наш. Псе јо, како и до сега. Неговите филмови се блокбастери и ќе ви набројам неколку. Борба за териториите која прерасна во борба за човекови права. Прв дел. Колку права, толку евра. Потоа Соравија Forever. Соравија љубов моја, тоа е вториот дел. Соравија љубов моја, на внукот те давам цела. Тоа е трет дел. Јас уживам во качакот. Таа во наплатената струја. Ова е еротски филм, како еден вид на Пандана Емануела, што беше она блокбастерот од 70-тите, еротски филмови, значи, Си седиме така, јас и мојата машина за пари, ја уживам во качакот, таа во неплатената струја. Тоа е полниот наслов. И работиме 24/7. Тоа е фактички фул насловот на филмот, иначе многу долг, но тоа е тоа. Но сепак, најголем филм му е под наслов Како сум ја сјебал Македонија со помош на Калето. Тоа е акција невидена, луѓе моја, трилер акција. Тоа се тие легендарни дела за кои ќе добие Оскар за животно дело. За гревовите од владењето на Дуи за овие 25 години веројатно ќе добие и нешто друго, ама тоа е работа на семоќниот Аллах. Ако ги чул, нели, оние од Тетовската болница, кога викаа. Оскар за машка главна улога сепак ќе добие, тука да се разбереме, Зоќе Муртинезер, звани Ајс Вентура, 1 евро, или Зоке 1 евро, човекот кој својата глумачка трансформација ја направи во миг. За миг се вивна над звезденото филмско политичко небо. И стана голема звезда тамо. Порно звезда. Час бранител на името, час како најголем предавник, квислинг на паркинг, каде што се шитка се што е македонско. Намерно велам шитка. Затоа што тој збор доаѓа од албанскиот глагол шитет, кој значи продава. Значи го продава за пари, глагол кој Зоќе заедно со неговите сапортинг актери или овие, кажи ги, епизодисти, Филипсус Венсан, Дон Джонсон Дончев, Кочо Джипси Ангелков, како и целата булјумент од Шајер и Струга на чело со Мерко, одлично го користеа за да продадат се што е македонско. Оскар за најглупа, но најрасипана улога оди кај Стевчо Пендраковски, кој си го сменил на времето името во Стево, за да не звучи Стевчо, па погрешка да го шипнат на црна листа, иако он ја заслужuje многу повеќе од градоначалников.
Тоа е глумецот кој во глумата се снаоѓа ко петел меѓу ноеви, ама се обидува со својата душа преварантска која му плаче за да биде филмска звезда да се фали со францускиот договор. Па да вели дека он го правел, па после дека нема појма кој го правел, да го нарекува народот стока, а од него да зема дебела плата, да лаже за промена на името каде стигне, а прв да гласа, да се прави независен, да гуша да е во СДС и калето како оверен соработник, да ги дупи гардистите кога цел свет го дупи него. Оскар за Мунгос на македонската кинематографија, иако сака да биде меркат, да не мислите дека ставаме меркатна слика, а пишуваме Стево Мунгос. За Стево сме измислиле кинематографијата и на крај нели доаѓа Таче. Таче нема да добие Оскар, затоа што не знае да глуми. Не знае да дупи, зашо го дупат, ама поважно е што не знае да глуми и затоа нема Оскар да добие. Башка е толку шлакнат што го бива само за аванта и предавства. А да, и ќе победел на избори. Сега грејата е за другиве глумци да им го земеме Оскарот ако Таче веќе е предодредена победа. Ако Таче победи на овие избори, мислам дека треба нова корона да измислат и се да не потепаат као гугутки со птичи грип, за да не сереме веќе помилава ни земја ко гугутките по плоштади, затоа што после таква победа ќе нема кој да ни ги избрише ни птичите лајна. Опа! Македонија е земја на чудата. Алиса може слободно да не цуне таму кај што не фаќа сонце, нели, уврска со тоа. Ова што нас ни се случува во изминатите 30 години е далеку пред нашата најгрозна фантазија. Ова е како лош сон, како денот на мрмотот со Фреди Кругер во главна улога. Ова е филм во кој се будиме во истиот ден, секој ден, но денот е се полош и полош од претходниот. Ова е како песната на Бора Чорба: "Погледај дом свој анđеле, све сами богаји и просјаци, слепи тумареју гомили, свима су кичму поломолили, од тебе очекују спас." Секој нов ден отвара нова трагедија во која задолжително мора да има барем двајца-тројца политичари. Онака за Спотер, оваа земја е без ред, поредок и правила. Дивиот запад е рајска градина за нашава козоебина. Таму барем се знаело кој е бандит, кој е шериф. Шо би рекло, таму Док Холидеј пукаше по кафани. Овдешните Док Холидеј пукаат по собранија. Повамо по тамо се знаело кој е добриот, кој е лошиот, кој е грдиот. Се знаело. Секогаш црно-бело у вестерн филмови се знае кој е добар, кој. Овдека најдолната багра владее со нас бе. И се прикажуваат сите како светци. Лицем светци, срцем вци. Не дават, не стрижат, не молзат до крв. Меѓу народ сеат несогласие, раздори, да се мрази син со татко, брат со брат. Така е тоа денес, пуштено на најсилно. Во оваа нашава козоебина можеш од обичен смртник без завршено средно училиште со помош на политички ментор за некои 7-8 години да станеш доктор на науки, бе професор на факултет. Или измислен вице-премиер во владата со поголема моќ од премиерот. Кој бе рече Артан? Кој рече бе Груби? Ја реков, нема врска. Значи не спомнав ни Артан, ни Груби, спомнав само некој измислен премиер, вице-премиер. Па зарем тоа е и неговата приказна? Стварно? Не сум знаел, жими мајка. Па немојте бе луѓе така, па нем стварно случајно ова се потрефија работиве. Кој Артан бе прашувате? Оној што се гушкаше со син му на Мијалков на 27 април додека фрчеа тоа столчињата. Па добро, да.
Уште тогаш се виде темната страна на империјата. Ама дај од почеток. Артан беше скромно момче пред 10 години со шишка како Джим Кери, а джегерици како на Джеф Даниелс од филмот Глуп и поглуп. Нема лага, не де Боже, си има снимка како си седат со Али Ахмети во некоја биртија, Артанчо во некое сиво-зелено пастирско джемперче, 5 дена небричен со осмех, што сум дигал рака во вторник. И Али со тоа качакот и широка жута насмевка поради тоа што го нашол најдобриот апрентис или такозвани приправник за лидер на ДУИ. Али како познат марксист-ленинист или така наречен левичар терорист под менторство на најголемиот покровител на планетава Соединените мораше во стилот на Ким Јонг Ун да си најде наследник. И кога виде дека синовите не му ги бива, нели, за политика освен за бизнис, нели, а овој бујарчо е препаметен и само што почна да му паѓа коса, не бива ќелав лидер па да прави глупости котаче, а изад меѓути, нели, почна да прета, да мрда, да не се дава, Невзит Бейтам почна да смета и Али се реши нормално по долги консултации со Калето да го избере својот наследник од најубавото место. Го зема водачот на навивачката група Балисти, кој се покажа со тепање на македонци на Калето. И па, така треба, мислам, мора да му се направи вратка за тој чин на милосрдие што го покаже кон македонците. И така почнува метеорскиот лет на Артанчо Дарт Вейдер груби со волненото джемперче од 5 евра до фенси Гучи патики од 800 евра и нормално 10 на бизнис локации. Но што е фер, не се негови тие локации, на брат му се. И аутата исто не се негови. На овој комшијата се. Он нема ништо, Артан, нема ништо за греота. Голтар, бе, голтар, како и секој лидер во најава. Како што тргнал и за татко му и мајка му ќе каже дека не се негови. Ништо не е негово, ништо. И кој ќе се погне у огледало, вика, овој не сум мој, овој не сум ја. И да ви кажам, ја би се откажал така да сака императорот Александар Антич од мене ваков никаков македонски глумец да направи најпознат амерички глумец. Мислам дека Калето ќе му учини дури тоа само Сашо Тасевски да го пофали Дуи во следната епизода од ова шоу, а и јас ќе бидам веома брзо амерички глумец после таа фалба. Па макар и порно глумец. А што да не? И онака цела држава ја пердашат бесплатно, бар ја нешто да опалам за некој долар. И онака Калето се занимава секојдневно со мене, па затоа почнав и емисииве да ги титлувам на англиски јазик. Иако е прилично таа скапа работа, велат од Калето не сме се разбирале, јас сум зборувал македонски, ти англиски, па велам ај да се разбереме, може ќе даат некој денар за развој на демократијата, мултилингвалноста, северно-македонштината и нашиот јазик. Едини услов било да го немало зборот Македонија во шоуто, а ако ми учи на тоа, нели, со порново, ќе нема ни потреба од титул, мислам. Зар ќе титлуваме, например, глупост, клај ми го, Саша, клај ми го. Клај ми го, ама зборви ми цели реченици, кој ми го клаваш, ме пали то, клај ми го, изборви ми цели реченици, шубо ми е како се мрдиња, па. Нема потреба тоа да се титлува, мислам. Доволно се разбира и да е на чист македонски јазик, по Блаже Конес. А после си викам, чекај бе, како 30 години се разбирате на албански со колегиве од ДУИ, па ги донесовте до премиер и вице-премиер заедно, а заедно имаат 11% пратеници во парламентот. Па тие како наследници на марксисти-ленинисти знаат само руски, бе, немаат поиме од англиски. Додуше Бујерчо знае малку турски, таму ја садеше косата. Така Артан Дарт Вейдер груби е донесен за да ја екзекутира републиката и да го згасне секој бунт кај славомакедонците, затоа што зад него стојат Калето и Западот. И тој го кажува оно што Али Ахмети го мисли, отворено вели дека УЧК ја води Македонија и така ќе остане.
затоа што Калето знае дека македонците се диво месо и дека ќе си ја предадат државата за 30 сребреници, како Јуда што го предаде Христа, но за дивото месо во некоја друга епизода. Али е императорот, Артан е Дарт Вейдер, а републиката е во пламен. Колку бунтовници и джедаи ќе се појават во нејзина одбрана, толку подобро. Колку народ ќе застане зад нив, толку подобро. Инаку ќе живееме со темната страна за секогаш. Нашиве сегашни генералчиња слуги на крстарицата не се вредни за помен. Ти отидоа јабана во првата битка, читај исподи. Потребно е да се победи темната страна. Императорот и Дарт Вейдер и се друго ќе биде поразено од еден джедај. Затоа, собирајте се, браќа джедаи, вадете кубурите, подмачкајте ги, треба да се одбрани републиката, силата нека биде со нас. Шубовје се мрдиња.